Бугарија? Прво и прво, Илденското востание, до некаде после Втората светска војна, во Бугарија не беше славено воопшто, не беше обележено. Во Бугарија не е познато кај нас името Гоце, воопшто не е често кај нас во Македонија, макар секој 20 е Гоце, разбирате. Секој машко е макар 20, нека биде и 30. Во Бугарија нема име Гоце. Преображенско востание го прекрсти некаде во 50-те години Централниот комитет на Живков и така натака донесе решение дека востанието ќе се вика Преображенско. Значи, немаше никакво значење за нив, се додека не стана јасно дека работите одат во таа насока, дека Македонија мора да прифати дека била, нели, дека ние сме неосвестени бугари, дека до 44-та година сме били бугари, дел од бугарскиот народ, и дека после тоа тие се спремни да прифатат дека тогаш е создаден Тито, како најголемиот хемичар, Марија Кири, создаде македонска нација, и од тогаш таа реалност, нели тогаш беше кодифициран македонскиот јазик, иако уште Мисирков го кодифицираше некој начин македонскиот јазик, а и претходно имаме случаи нели такви. Така да, тоа е една политика на негирање суштинско, историско, длабоко на наше постоење. А знаете, нашиве често се мафтаат со фактот дека вика народ и јазик не се признаваат. Тоа е точно. Ама тие се почитуваат и се прифаќаат. А суштината која е на бугарите, на грците? Викаат, не постои македонски јазик, не постои македонски народ. Тоа е агресија, тоа е тешка, жестока, невидена агресија. Тоа е студена војна, разбирате, која де факто е пострашна од било каква војна кај што се гине, бидејќи он не ти признава дека постоиш. И пред некој ден го гледав на Панчев, разбирате, на кога играше Црвена звезда со Панатенаикос, го победи 2-0. Головите кои даде се навистина историски, мислам дека тој покажа во име на држава, на народот, им даде да лекција, еден пораз ја направи. Ако дошло таму, прво не го пуштаа на границата, му честитам на Панчев, не го пуштаа на границата, и кога дојде, кога стигнаа во Атина, кога сепак го пуштија, бара изјава новинарите, рекол, каква изјава, јас не постојам за вас. Мислам, знаете, тоа е таа суштина. Некој не те признава, а ти со него потпишуваш договор и си спремен да сите негови синдроми ги лекуваш. Тоа е невидена агресија.